Топлото време со над 35 степени Целзиусови што го зафати струмичкиот регион, ниската релативна влага на воздухот и појавата на ветер предизвика топлотен стрес кај растенијата. Високите температури во текот на денот и малку посвежото време во текот на ноќите, односно големите температурни разлики, може да предизвикаат оштетување на самите плодови, особено кај гработ, пиперките и доматите. Што значи земјоделскиот производител мора да биде буден околу оваа состојба, ситуација. Недостатокот на вода мора да го надокнади. Времето на наводнување, каде ќе биде? Значи, зборуваме за една ситуација каде што спомнавме и претходно се врши како за една временска непогода. Значи, подолг период со температури кои што се превисоки. Значи, да се внимава околу оваа страна и будност, бидејќи нашето производство е веќе во целина 70 до 80% веќе формирано. Дали тоа е пиперка, дали е посебно во делот на пиперката, посебно во делот еве во теке сеидбата и на корнишонот. Значи и другите култури кои што се на отворено, значи бараат почести наводнувања со пообилно наводнување над вода. Значи температурата е превисока, значи испарувањето е превисоко. Дали е тоа почвеното испарување или ќе биде испарувањето преку транспирација или преку лисната маса, значи мора да биде тоа задоволено со доволно вода и да биде понатаму земјоделско производство како што треба. Земјоделците мораат почесто да ги наводнуваат своите посеви, но тоа носи зголемени трошоци, губење време како и губење на приходите. Од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството препорачуваат почесто наводнување на земјоделските култури и тоа наутро и навечер, а не во периодот од денот кога температурите се високи. Ќе напоменам и друга ситуација, времето на наводнување треба да се внимава кога ќе биде. Не може да се наводнува по систем во бразда, во временски период од 11, 12, 1 час, од 2 часот, кога значи температурата е превисока, што значи настанува една таква висока температура помеѓу површината, земјата и почвата, каде што едноставно коренев систем доаѓа во една состојба да попушти. Значи, на таква температура да не може во функција да ја преземе влажноста и водата од самата површина и доаѓа и до целосно уништување, може да дојде значи до едни катастрофални последици. Високите температури, освен што може да се одразат врз квалитетот на плодот и вкупниот принос, може да предизвикаат и појава на болести и штетници. Затоа земјоделците кои сакаат детални совети за проблемите со кои се соочуваат, може да се обратат во советодавната служба на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Струмица.